За 4 години ќе се вози по автопатот Скопје-Блаце. Во владата и официјално беше потпишан договор за грант меѓу Јавното предпријатие за државни патишта и Европската банка за обнова и развој во износ од 30,8 милиони евра. Автопатот е долг вкупно 12 километри. Досега се изградени речиси 2 километри од граница до Блаце. Во следниот период ќе се градат преостанатите 10,5 километри до Клучката Визбегово. Премиерот Мицкоски вели дека овој автопат кој е символ на неисполнети ветувања, особено пред избори, познат по неколку купени парцели од лица со сомнителна позадина и поврзани со политички партии од поранешната власт, конечно ќе стане реалност. Според него, оваа влада ќе остане запаметена по бројните инфраструктурни проекти. Тука се и делницата која што треба да ги поврзе Тетово и Гостивар, Гостивар со местото Букојчани. Го завршуваме делот од автопатот Кичево-Охрид, потоа Прилеп-Битола и наскоро очекувам да биде завршена и процедурата која што треба да го поврзе Букојчани со Кичево. Заедно со оваа автопатска делница очекувам овие 6 автопатски делници во еден момент да се реализираат. Изградбата стартува во август. Веќе се избрани консултанти и изведувач, а надзорот е во процес на евалуација. Вториот дел од автопатот ќе го гради конзорциум предводен од домашната градежна компанија Гранит. Вице-премиерот Николовски е задоволен што конечно македонска фирма ќе биде задолжена за еден од клучните инфраструктурни проекти. Она што ми е особено драго е дека после долги години, би рекол децении, игнорирање на домашната градежна оператива, избраниот изведувач, тоа е Гранит. Гранит предводи еден конзорциум кој што ќе гради овој автопат. Покажуваме дека домашните компании можат да работат и можат да изведуваат големи инфраструктурни проекти. Од Јавното предпријатие за државни патишта велат дека со оглед на тоа што се работи за исклучително тежок терен на падините на Скопска Црнагора, патот предвидува бројни тунели, мостови, потпатници, галерии и подпорни ѕидови за стабилност. Во проектот се предвидуваат 5 тунели со по 2 цевки, или вкупна должина на тие тунели е околу 5 километри. 9 мостови со должина од 2,5 километри. 11 потпатници, 4 галерии за стабилизација на косини во должина од 1 километар и 9 подпорни ѕидови кои се исто така за стабилизација на косините. Тоа подобрува регионалната поврзаност, особено со Косово, а го поддржува економскиот раст, тоа е навистина мощна важно, особено за создавањето работни места. Откако проектот ќе биде завршен, ќе нуди побезбедна поврзаност со границата со Косово, ќе го намали времето потрошено на патување, а и ќе ги приближи граѓаните од двете страни на границите. Автопатот е витална патна артерија, дел од коридорот 8 со која Македонија се поврзува со Косово и Црнагора. Целата финансиска конструкција за вториот дел е над 220 милиони евра. 30,8 милиони евра се грант, а 167,7 милиони евра заем од Европската банка за обнова и развој. Остатокот од 20 милиони евра ќе се финансира од буџетот или преку заеми.